Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Немаат покачување на капитацијата цели 11 години. Наместо воспоставување партнерски однос, добиле влошена казнена политика. Не можат да користат боледувања и други права што ги имаат нивните колеги во јавното здравство. Матичните лекари од Кучани излегоа на протест за да го изразат незадоволството од понудените услови во договорите што треба да ги потпишат за наредниот 5-годишен период, а во кои тие воопшто не се опфатени во најавеното покачување на платите. Велат полош договор досега не добиле, а Фондот за здравствено осигурување не прифатил ниту едно од нивните барања. Матичните лекари и медицинските сестри од приватните здравствени установи од Кучани излегоа на мирен протест пред подрачната единица на Фондот за здравствено осигурување, за да го изразат незадоволството од понудените услови во договорите што треба да ги потпишат за наредниот 5-годишен период. Лекарите реагираат што воопшто не се опфатени со најавеното покачување на платите за здравствените работници, ниту пак ќе добијат други подобрувања за извршување на дејноста, како што е со нивните колеги специјалисти. Ова е протест на понудените лоши договори, кои што договори треба да ги потпишеме од 1 јануари, а ќе важат 5 години. Понудени се лоши договори на ниво на Македонија, не е тоа нели само за Кочани. Решивме во знак на мирен протест да кажеме дека не се согласуваме со тие договори, не се согласуваме со казнената политика која е спомната, не се согласуваме со начинот на реализација на целите, на превентивните прегледи кои што ние ги обавуваме. Буџетот кој што треба да биде освоен на ниво на Република Македонија, тука не се спомнати никаде приватните здравствени установи, значи не се планирани средства за нас, како што се планирани за колегите во јавното здравство. Ние немаме ништо против, нека добие поголема плата, ама треба тоа да биде паралелно со сите, значи целиот здравствен систем да се третира на исто ниво. Матичните лекари истакнаа дека не се согласуваат ниту со дежурствата кои што беа предложени во изминатиот период. Ние не сакаме да дежураме затоа што практично тоа не е изводливо, не можеме да покриваме ние 24 часа, но и утре повторно, значи нас нема кој да не, физички тоа не е изводливо. Лекарите истакнаа дека со приватното здравство фондот заштеди многу, а сега матичните лекари не се ставени ниту во плановите за покачување на платите. Фондот за здравство со приватизација заедно со Министерството за здравство од 2007 година на годишно ниво, тоа се податоци кои што се официјални може да се видат во Фондот за здравство, заштедува близу околу 16 милиони евра. Значи ако пресметате за 11 години, тоа се огромна сума на пари кои што Фондот за здравство ги заштеди благодарение на приватизација на примарно здравство. Меѓутоа за таа цел во овие 11 години ние дали 2 пати добивме покачување и едно намалување. Значи од 45 денари стасавме до 55 денари, така да се на сметка ние траевме 11 години и повеќе на сметка на тоа што во нашата држава се води кардиохирургија, приватни ординации кои што благодарени и на нивно функционирање дел од тие средства отидоа кај нив, ние успеавме да заштедиме на ниво на држава, меѓутоа 11 години чекавме и не добивме ништо. Сега кога се креира буџетот за 2019 година, срамота е примарното здравство да не влезе барем ни со некои минимални барања кои што треба да бидат исполнени. Првата клаузула во договорот со фондот вели дека матичните лекари треба да негуваат партнерски односи со фондот. Ние 3 месеци се подготвуваат договорите, ние воопшто не сме вклучени или минимално. Приватните лекари од Кучани очекуваат поддршка за своите барања и од Лекарската комора на Македонија, при што најавија дека нема да ги потпишат договорите со фондот. Ние сме спремни дека ова ќе продолжи и ќе дојдеме во ситуација да никој од нас не ги потпише овие договори. Затоа што неблагодарно за 11 години ние немаме ништо, каже и колешката спрема јавното здравство, нека дојдат платите и до 100.000, тоа е факт. Меѓутоа 11 години чекавме, сега е моментот кога ние ќе го кажеме нашиот збор и нема да дозволиме во овие договори кои што ќе бидат во наредните 5 години да останеме без денар. Протестот ќе продолжи наредната недела доколку од фондот не покажат заинтересираност за проблемите, а освен во Кучани, со слични барања излегуваат и останатите здравствени работници од приватниот сектор. Министерството за транспорт и врски започна постапката за доделување станови во зградата за социјално загрозените семејства во Кочани.
Веќе е направена почетна распределба за утврдување дали поднесените пријави се соодветни, пошто ќе се знае кои лица ќе ги добијат становите. По двегодишно комплетирање на изградбата на новата социјална зграда во Кочани, Министерството за транспорт и врски конечно ја започна постапката за распределба на становите. При тоа, комисијата која е ангажирана во оваа постапка, а која е составена од вработени во Министерството за транспорт и врски и од Министерството за труд и социјална политика, извршила прелиминарна распределба на вкупно 53 станови, и тоа во Кочани, Скопје и Македонски Брод. Од Министерството за транспорт и врски информираат дека распределбата е прелиминарна и не е конечна. Комисијата веќе започнала со увид кај лицата кои се наоѓаат на листата, а потоа ќе се утврди конечната листа со добитници на становите. Според огласот што Министерството за транспорт и врски го објави во јули годинава, право на учество имаа 7 категории граѓани, и тоа деца без родители или родителска грижа, лица над 18 години кои до 18-та година биле згрижени во институции или други облици за згрижување за деца без родители. Исто така, кандидати беа и корисници на социјална или постојана парична помош, лица погодени од елементарни природни непогоди без разлика на правниот статус, инвалидни лица и лица на кои им е потребна помош и грижа од друго лице, како и припадници на ромската заедница социјално загрозени и самохрани родители со малолетни лица. До крајниот рок за поднесување на потребната документација, велат од Министерството за транспорт и врски, во Центарот за социјални работи во Кочани аплицирале вкупно 76 граѓани, од кои валидна документација имале 60. До Центарот за социјални работи во Македонски Брод аплицирале 42, од кои валидна документација доставиле 25 мина. Секогаш актуелна, цивилизацијска и вековна тема. Стресот е голем ризик фактор за појава на многу болести. Професор доктор Методи Чепреганов, невропсихијатар, епилептолог, одржа предавање во Кочани на тема стресот и нашето здравје, на кое зборуваше како да се заштитиме од стресот и како да го превенираме. Толеранцијата, разбирањето во интерперсоналните односи, најважни за справување со стресот и стресогените ситуации. Меѓу другото, истакна професор доктор Методи Чепреганов, невропсихијатар, епилептолог, кој одржа предавање на тема стресот и нашето здравје пред присутните во салата на Советот на општина Кочани. Професор Чепреганов во своето излагање објасни како стресот влијае врз нашето здравје, како нашето тело реагира при стресни ситуации, кои се последиците од хроничен пролонгиран стрес и на крајот, како да се справиме со него. Она што ви представува проблем и го напаѓа интегритетот на вашата личност, не треба да го примите и не треба да дозволите да ви влезе во вас. Например, гледате филм во кој има многу убиства, има многу крв. Не може да мислите дека тој филм нема да остави последици од вас. Огромни последици. И затоа треба едноставно да го исклучите тој филм. Да не дозволите да тоа влезе во вас. Бидејќи вашиот ментум почнува да размислува, ама и прави една реакција во себе која е за организмот непријатна. Бидејќи штом една непријатна информација, него викаме екзогена психотраума, влези во нас, таа прави во нас една револуција на 3 нивоа. Првиот е на ниво на хормоните, прави еден дисбаланс, вториот е на ниво на неуромодулаторите и на ниво на неуромедиаторите. Главниот стресоген фактор за Македонија е екзистенцијална несигурност во нашето секојдневие, во нашето постоење. Се што се дешава од партиски живот, социјален живот, општествен живот, да не набрајам, сето тоа делува за жал стресогено. Значи, треба да се мисли на тоа. Од образованието, од градинката, од школите, од животот, тоа е еден комплекс кој што бара многу обмислување за да се спаси здравјето на народот. Професор Чепреганов ја искористи можноста и направи една мала промоција и на светската енциклопедија, што ја промовираше и во емисијата Здравјето е се на Канал 8, а во чии рамки делот за епилептологијата го пишува токму професор Чепреганов. На ниво на светот постојат 2 такви енциклопедии за таа проблематика. Едната е за англиско говорно подрачје, издадена во Америка, и другата е нашата за француско говорно подрачје, издадена во Париз.
До сега издававме 3 енциклопедии за овие 20 години. Јас сум дел од таа работна група, ја ќе кажам некој збор повеќе за таа енциклопедија. Настанот беше во организација на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите и општина Кочани и истиот беше отворен за сите граѓани. На крајот од предавањето присутните имаа можност да постават прашања во врска со темата за стресот и неговото влијание врз здравието. Фестивалот за млади Джифони допатува и во Кочани. Беше отворен во мултикултурниот центар, а продолжува и на 17 ноември. Истиот има за цел едукација на младите во областа на филмот и културата, а идејата е да се покренат младите да се заинтересираат за креативни активности. Во Кочани се одража и актерска работилница и работилница за фотографија. По завршувањето на филмскиот фестивал за млади Джифони Македонија, кој се одржа минатиот месец во Скопје, продолжува патувачкиот дел во помалите градови низ Македонија под наслов Джифони патува. На 16 и 17 ноември допатува и во Кочани. Во текот на двата дена, младите ученици од двете средни училишта од Кочани ќе гледаат филмови и ќе дебатираат под водство на актерката Нина Максимова, која е ментор на актерската работилница. Преку филмската програма, дебатите и креативните активности, тимот на фестивалот Джифони Македонија се стреми неформално да влијае врз едукацијата на младите во областа на филмот и културата и да ги потенцира естетските вредности на филмот, а преку дискусии на темите од филмовите ќе се потикнат да ги развиваат способностите за дебатирање. На овој начин и младите од помалите градови, каде што најчесто не постои можност за гледање филмови во киносала, ќе можат барем за кратко да ја осетат магијата на филмот. На фестивалот практично младите гледаат филмови и после филмовите дискутираат за темите на филмот, практично за теми кои што ги засегаат младите, а после паузата со ужинка младите учествуваат во различни работилници. Во Кочани ќе имаме актерска работилница и работилница за фотографија, на која што младите ќе пробаат да научат основните техники на глума, а другиот дел од младите ќе работат на работилница на фотографија. Практично идејата е како да ги мотивираме младите да покренат иницијатива, да се заинтересираат за некакви креативни активности за младите во Кочани. Идејата на целиот фестивал е како младите да стекнат некое неформално искуство преку неформално образование и да се ангажираат да бидат кројачи на нивната иднија. Како практично младите да созреат меѓу себе со своите активности, да станат свесни дека тие се оние кои што си ја кројат иднината и да бидат активни учесници на овој општество. Преку работилниците, учениците ќе имаат можност да ја развиваат својата креативност, а секако во текот на двата дена најважната работа за нив е да се дружат меѓусебно и добро да се забавуваат. Фестивалската програма Джифони патува се одржува со финансиска подршка на Агенцијата за филм и фестивалот Джифони Experience од Италија во соработка со општина Кочани и амбасадата на Италија во Скопје. Фестивалот Джифони патува во изминатиот период се одржа во Струмица, Велес, Крушево, Берово, Тетово, Штип, Охрид, Битола и во Прилеп, а до крајот на оваа година ќе продолжи во Струга и Гостивар. Во Виница одбележан 16 ноември, меѓународниот ден на толеранцијата. Учениците од деветолетките и гимназијата креираа безброј пораки кон афирмација на оваа човечка доблест. Толеранцијата доблест која има свој лимит, да не оди ниту премногу високо, ниту да оди премногу надолу, онолку колку што треба во интерес на добрата соработка, мирот и напредокот во општеството. Учениците од Виница на символичен начин со своји пораки кои ги пренесоа преку цртеж, музика, текст, игра, ја потсетија јавноста за одбележување на еден значаен датум, 16 ноември, меѓународниот ден на толеранцијата. Сакаме да испратиме порака на мир, толеранција, љубов и соработка. Сметаме дека овие вредности во нашето општество и те како се значајни, како насушна потреба на која што навистина треба да работиме заеднички со учениците и пошироко во пошироката средина. Сметаме дека толеранцијата, разбирањето, прифаќањето на различности е нешто што е најпотребно во денешно време, ако сакаме понатаму
развој на едно хумано општество, развој во кој што сите ќе се чувствуваат праведни, сите ќе се чувствуваат подеднакво вредни да можат да ги искажат своите способности. Оваа манифестација во рамките на активностите содржи неколку точки, значи имаме тука игровни активности, имаме музички активности, имаме активности поврзани со дизајнирање на мајци, промовирање на пораки за толеранција, на тоа што е толеранцијата и како учениците ја сваќаат толеранцијата, и со тоа сакаме да испратиме порака до сите, и до младите и до возрастните, дека е значајно да ја промовираме толеранцијата, да го промовираме мирот, љубовта и соработката. За учениците моралните вредности се потикнати од домашното воспитување, но надградени или потценити во средината, а премногу толеранција има и лош фидбек. За себе си сам се сметам дека сум доволно толерантен спрема сите, за разлика од некои други, но сепак тоа е карактер личен на учениците. Професорите се премногу толерантни, дури повеќе од доволно, што влијае на тоа учениците да не бидат доволно толерантни према нив. Моралните вредности се повеќе и повеќе исчезнуваат, односно ги нема. Сепак тоа мислам дека зависи од домашното воспитување, од тоа зависи како ќе се постават родителите спрема учениците. Младинската организација при Средното општинско училиште Ванчо праќа од Виница со реализација и подршка на безброј активности кои ги афирмираат затаените морални вредности кај учениците. Младинската организација заедно со училиштето организира настан каде што младите ќе се почитуваат меѓусебно, бидејќи сметаме дека почитувањето е многу сведено на ниско ниво, па за таа цел со овој настан сакаме да го дигнеме на повисоко ниво. Исто така морало да го зголемиме со цел младите да се почитуваат, а кога младите се почитуваат, тогаш има напредок. Проектот за мировно образование училиштето го спроведува веќе неколку години и сите досегашни активности се покажаа како силна мотивација за вклучување и потикнување на креативноста кај учениците надвор од училишните клупи. Следува информацијата од спортот. Викендов ќе се играат надпреварите во фудбалските и кошаркарските првенства, при што сите екипи од Кочани ќе бидат домакини. Осогово го пречекува работник од Лозово. Фудбалерките на Кочани се домакини на Плачковица, а кошаркарите на Баскет Дино ќе се сретнат со МЗ-та Аеродром од Скопје. Викендов ќе се играат надпреварите од 12-тото коло во првенството на третата фудбалска лига Исток. Кочанскиот третолигаш Осогово ќе биде домакин на средбата со Работник од Свети Николското село Лозово. По минатонеделната победа против Малеш на гостувањето во Берово се очекува жолто-сините да одиграат добра партија и да ги освојат бодовите. На тој начин ќе им се реваншираат на гостите за поразот што им го нанесува пред еден месец и му ја прекинаа тогашната низа од 4 успеси на Осогово. Во моментот Кочанскиот третолигаш е на првата позиција на табелата со 21 бод, еден повеќе од тимот на Овчеполе. Средбата на стадионот Никола Мантов со Работник ќе се игра в недела со почеток од 13 часот. Викендов ќе се одигра и 11-тото коло во првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција. Фудбалскиот клуб Кочани ќе биде домакин на екипата на Плачковица од Радовиш. Овој надпревар би требало да биде една од најлесните задачи за нашите фудбалерки, со оглед што гостинките се на последното место на табелата со 10 порази досега. Победата против Плачковица би требало да го подобри и бодовното салдо, особено што тоа беше пропуштено да се направи по минатонеделното гостување на кое нашата екипа по водството во првото полувреме на крајот остана со празни раце. Средбата на стадионот во Кочани со Плачковица е закажан за сабота со почеток од 12 часот. Кошаркарите на Баскет Дино во 6-тото коло од првенството на втората лига Исток ќе бидат домакини на тимот на МЗТ Аеродром од Скопје, откако во минатото коло беа слободни. Оваа средба е вистинско искушение за нашите кошаркари со оглед што гостите од Скопје го делат второто место со уште 2 екипи, а заостануваат само 1 бод зад лидерот Борец Баскет. Во моментот Баскет Дино е во група од 5 екипи кои имаат по 6 бода и се наоѓа на 8-та позиција на табелата. Надпреварот со МЗТ Аеродром ќе се игра в сабота со почеток од 16 часот во салата кај гимназијата во Кочани.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви посекуваме пријатен викенд. Довидување.